Со надчовечки напори со механизација и гастење од земја и воздух, пожарите во Црна Гора се ставени под контрола. Локализиран е пожарот што направи огнен прстен околу главниот град Подгорица, што ги загрози куќите и имотите во околината на градот. Во моментов се активни неколку пожари во околината на Подгорица, а најкритично е на подрачјето на куќи каде што огнот се гасне со авион. Bukvalno radimo sve kako bismo zaštitili kako kuće, tako i negdje ljudske živote koji su nam prioritet u ovome. Za sad nemamo nikakvih potvrda da je bilo koji ljudski život bio ugrožen ili da je ne daj Bože neko stradao. Комплицирана е ситуацијата и во Даниловград, додека пожарите во Никшик и Бијело поле се активни, но под контрола. Сепак пожарникарите велат дека моменталната ситуација е многу подобра отколку што била изутрината и вчера. Утре е ден на жалост во Црна Гора, откако во борбата со огнената стихија загина војник, додека неговиот колега беше тешко повреден. На Црногорското приморје ситуацијата е стабилна, но сепак се уште гори во близина на Чањ. Во гаснењето на пожарите Црна Гора доби помош од Србија, како и од земјите членки на ЕУ и НАТО. Во последните 2 дена, покрај леталата на МВР и армијата на Црна Гора, бе ангажирани хеликоптер од Србија, канадери од Хрватска и Италија, а најавена и помош од Унгарија и Австрија. Во овие тешки моменти пристигнуваат и емотивни сцени од Црна Гора. Деца им се заблагодарија на пожарникарите со срца во рацете, а српски војник со дланките формираше срце за Црногорец кој го вееше српското знаме, испраќајќи порака за човечка солидарност. Сепак има и инциденти. На едно видео повозрасен човек со камења во рацете замавнуваше кон хеликоптерот кој се спушти да полни вода, за да ги гасне пожарите. Пожари беснеат и во Грција, Албанија и Турција. Во Грција 15 пожарникари се повредени, додека во Албанија денеска има една жртва во округот Елбасан, а ден предходно 80 годишен маж загинал додека палел пожар во својот двор. Од синоќа голем пожар бесне и во општина Булкиза, на албанско-македонската граница кај Дебар. Во Турција пожарите беснеат веќе 2 дена во покрајината Чанакале, а во Шпанија од Трекантос до Тарифа, кај Гибралтар, се евакуирани околу 2000 луѓе.